Слушай вам. Драги мои пријатели и пријателки, прошлата епизода беше, ајде да кажам, помалку еуфорична и со право. Македонија доби 6 милијарди за остварување на проекти, поточно да биде исплатена за оние проекти кои ќе ги оствари, како и други земји во регионот. 6 милијарди е многу и за целиот регион. Македонија да оствари барем 1/6 од ова е феноменална работа покрај, нели, пола милијарда кои го земавме кредитот од Унгарија. Тој е голем инвестицијски циклус и ако загледате уште некои параметри кои во моментов се случуваат, например, зголемени приходи во ЈП, зголемени приходи во царина. И се викате, а како е можно? Што се правило до сега? Токму тоа. Што се правило до сега? Каде иделе парите? Значи, само дојди на власт и не кради. По себе многу полесно ќе продуцираш позитивна економска атмосфера и подобар живот одо што со крадење. Но знаете како се надеваат тие што крадеат дека ќе владеат вечно затоа што се договориле со Алекс Джи Сорос и така натаму. Иако немојте да бидете наивни дека СДСМ падна од што беа глупи. Мислам, таму се одигра една голема игранка, тоа е мојата предпоставка, немам сигурни анализи, немам инсайдерски податоци. Јас сум интуитивец и од ова што го согледувам, како вас излекувам заклучоци погрешни, одлично, расправајте за моите погрешни заклучоци, но моите заклучоци остануваат како што се за сега. Во нешто грешам, но во клучни работи во мојава кариера не сум промашил и само ми текнува на едната. Македонија, тоа од 2006 година го зборам во медиуми. Македонија ќе влезе во НАТО, Македонија ќе го смени името и Македонија никогаш нема да влезе во Европската унија. Не дека сакав нешто од ова да се случи за промена на името, туку едноставно предпоставував како ќе се одвиваат работите. За жал се одвиваа како што се одвива. Долга борба ќе имаат идните генерации за да ја вратат самопочита кон ова земја, која многумина ја изгубија заради владејачките гарнитури. Така што и оваа влада, колку и да се труди, бидејќи знаеме и претходно колку се трудеше и градеше и правеше и работа и инвестиции, пак се гласаше за шарената револуција. Зошто? Паднаа на медиумска пропаганда, ама сериозна. Невидено сериозна медиумска пропаганда. Се надевам дека народот излече заклучоци, ако не, историјата ќе му се повторува како фарса и тука никој нема да биде крив, но да знаете, нема после да ви биде крив ни Зоран, ни Христијан, ни овој, ни оној, ќе се бидете сами виновни. Мора да донесете правилен заклучок, дури и под огромен притисок. А најголемиот притисок што го трпите, тоа е медиумски. Тоа што ќе ви сервираат, тоа ќе го проголтате. Дали е теорија на заговор или е теорија на антизаговор, многу е тешко. Да, многу е тешко. И кому да му поверуваш? На Јанко? Па кој е Јанко? И во право сте. Ама здравиот разум и како се отвара умот? Па ја сега да не забегувам овде во слушај ваму, но велам дека само со причест молитва и со обраќање кон Бога, со една скрушеност и скромност на контрола на името на контрола на себе си и контрола на трагање кон продуховеност, за молитва, за созерцание и просветление. Значи и за тоа можеш да се да дознаеш вистината, мудрост. Соломон, Бог му дал што сакаш ќе добиеш. Можел да побара војска, најголемо свет, све ќе окупирал. Пари, колку сака, 90%, 99% од сите што ги знам,
Пари ке побаравте, богатство. Побарал мудрост. И заради таа мудрост имал војска и 100 пати поголема од што посакувал, имал и богатство милиони пати од што посакувал и бил еден од најголемите и најмудри цареви. Нека ради биди мудар. Мораме и ние да бидеме мудри во сите мои грешки во животот ми се од немање мудрост во даден момент да постапам правилно. Фала Богу, сум ги исправал грешките, тоа е и животот, а во земјава такви грешки малку потешко. Знаете, ние сега сме, како што сега го разбирам дедо ми како му било 45-та година гол бос, едноставно ништо немало, се разурнато и одново почнувале. Буквално е такво уништувањето во Македонија. Ми се плаче кога ќе поминам низ улициве на градов, по улициве, но гледам нешто се случува, но таква мизерија, мислам дека сум отворил Street View на Google за Индија, за Бомбај, кај што насекаде ѓубре, секаде валкано. И не ни се виновни ни градоначалници и само ние. Едноставно толку беше украдено, нема нови машини, нема нови инвестиции. И сега тоа дека се врати тоа во ред, ние ќе заборавиме што сме биле и пак нешто ќе филозофираме и пак повторно ќе се ја сеќаме гранката. Во меѓувреме, владата, велам, донесе огромни пари, значи најави огромни инвестиции, кредитот почнува од нова година, пола милиарда, од кои 250 милиона идат по општините. Нашите општини се, не знам, бомбардирање, мал збор, холокауст извршен. И ова ќе биде прва голема инвестиција во македонските општини после долго време. Во меѓувреме мораме да биеме и политичка борба. Зошто? Затоа што на ВМРО ДПМН, иако народот го избра и тука нема двојба, не го избраа ни американци, ни европејци, они едноставно голтаат малце тешко, како Охридско суво геврече им застанува малку тука што е ВМРО ДПМН, но ја прифаќаат реалноста, но она што е добро, не преземаат радикални акции. Можеа да го радикализираат Дуј, може да ги радикализираат Шарените, или па ова игранка што се направи со СДСМ, не ја докажав, а тоа е дека намерно изгубија власта за да го прочистат СДСМ. Ако требаше уште полошо ќе помине, за да си дојде струмичкото крило, нема виште ништо од скопското крило останато во СДСМ, и во даден момент Алекс ке искешира колку ќе треба, и веќе искеширано. А ако гледа дека нивната пропаганда, нивните мегафони, нивните кучиња лајат никогаш погласно, кој тоа го финансира, бре, луѓе? Тоа се огромни пари. Тоа е страшно, неверојатно. Сите пари се даваат у пропаганда, не се дава во инвестиции. ВМРО мора да има и медиуми кои ќе ги поддржува, ама мора најголемиот дел од парите да идат во инвестиции. Сега направи го тој баланс. Покрај тоа притисокот за бугарите во уставот. И ова е голема дебата која треба да се направи. Многумина од вас не верува дека Македонија може да го издржи притисокот да не го направи тоа. Може. Може да не ги внесе бугарите и може да не влегуваме во Европската унија. Албанија ја одвоја, и тоа што ја одвоја Албанија на страна, ништо страшно. Страшно е што ќе прави внатрешен притисок врз ешалони кои утре на повеќе ќе ни го загорчуваат животот. Нема да не уништат, не верувам ја во тоа дека Македонија ќе исчезне никогаш, но животот да ни биде многу, многу тежок. Тежок како 2001 или тежок како во некои други кризи, кога се инвестираше, се продуцира кризи и така натаму. Сега за сега се остава ВМРО ДПМН и го испратија во Германија да им кажат што треба да прави. Не оти не знаеја, току ова да биде гласно. А таму една добро фенирана цуца, како излезена од продукцијата на Тереза Орловски, на нашиот Муцунски му кажа све е во ред,
Само бугарите во уставот. Само бугарите во уставот. Па добро, и реформите во судството, и реформите во економијата, и реформите во ова. Значи не е само. Бесконечно е. Како ќе се одигра ова? Ајде сега, јас сигурно ќе бидам најхейтан од вас оти, нели, секој македонец што има простор да коментира на YouTube, смета дека е попаметен и од Господ, а не па од други. Но, ај кажете ме, како во реал политика ќе се направи ова? Не, немојте тие приказни, знаеш што, ние ќе ги откачиме сите и ќе идеме со русите. Абе, тоа е убаво, знаеш, кога си земеш една кутија и си лепиш сликички однатре и така натаму и веруваш дека тоа е така. Не може ти да дозволиш НАТО да ти инвестира 40 години во оваа земја. Сите партии, туку така сега ќе се откачиме од нашиот пат кон Европската Унија, иако Европска Унија не е ни толку битна, мене ми е битна да се направи атмосфера, закон да се направи. И ја бев убеден дека и да не го смениме името, ама да направиме законски измени, да направиме добра економија, абе вака на тацна ќе не внесеа. Ќе најдеа начин како да не внесат и покрај сите блокади. И истото тоа не чека. И ВМРО ДПМН не се глупави, напротив паметно играат. Они знаат дека јачината е внатре, овде. Ако земјава станува добра, ако земјава станува економски јака, ако станува стабилна, тогаш притисокот ќе попушта. Бидејќи начекале копилеци на улица и скинати и измрсулави, сори што имате болја верзија за себе у глава дека сме нешто господа. Помина времето на две червени. Сега нашиве за пола червена може било кој бугар да ги има. Тоа е трагедија. Бугар не, али у Дубај јадат дури дабете работи. Што е компромисот? Како може ова да се одбегне? Дали можеме да го смениме и дали можеме да го одбегнеме? По мене не можеме да го одбегнеме, можеме да купуваме време. Во тоа купување време што можеме да направиме? Две работи, по мене. Не верувам дека ќе биде вака. Јас сум за радикално. Не, thank you and fuck you и ништо. Тоа да ми запаметите, да не ми после, да не ми филозофирате, да не ми се чаламите. Не ви прифаќам. Затоа што цел живот сум бил патриот и затоа сум го јадал стапот многу повеќе од вас. Ама не сум глуп и сега кога гледам, возам и гледам што има на патот, сега морам да размислувам. Како ќе идеш право? Ало бе, дупка е. Провалија е. Морам да идам преку нива. Нивата е на перо. Перо не ме пушта. Перо ми вика дај пари. Карикирам. Сега треба вас да ве слушам и да се самоубијам? Зошто? Мртов војник е неупотреблив. Веќе нема да се бори. А ние многу сакаме да седиме, да кликаме и да командаме кој што да прави. Кога треба нешто да се прави, никаде не нема. Освен чат пат, која ќе има сендвичи да излеземе на протест. Бре, големи патриоти, патриотизам е работи, заработувај, не чекај од партија, почни приватно, плаќај даноци, плаќај сметки. Така се зајакнува земјата. Ти ако зајакнуваш и си независен, Македонија станува јака и независна. Дали разбираш бе? Пезе Мекеден. И сега што ќе се направи во целава работа? Од Германија многу јако одегна ова, дека никако преговори не се менуваат. А јас знам дека преговарачките рамки се менуваат за Косово, за Србија, за Босна и Херцеговина. Зошто не за Македонија? Затоа што сме слаби. Затоа што 90% трчаме да се вработиме во државна фирма, приватно никој не ќе. Затоа што треба гзо да ти се испоти. Единствено што сметам дека ние во ваква политичка игра, бидејќи уште не сме способни, ние немаме грам од кинезите и јапонците, пожртвуваност, инвентивност, да продуцираме, да правиме. Ние тоа можеме да го правиме по други земји, овде не. Ама овде имало криминал, а што други не земји што имаат, ангели летаат. Сакам да кажам дека ако решиш, можеш и овде да успееш, како што многу ми не успеале. А ако отидеш надвор, со среќа нека ти е и не ми филозофирај што јас дома треба да правам.
Ти си отишол, си заменил, јас знам што ќе... Абе, Јанко, што правиш дома, иш за не те гајле. Ама лошо е тоа што го правиш. Јас сум те пријател, фала, тоа ми се можностите. Немам ни време, ни сила да ти се објаснувам. Каде мислам дека ќе биде главната рчка и зврчка и како можеме ние да направиме промена, барем некоја позитивна. Еве ве прашувам, што е најголемиот проблем бугарите да влезат кај нас во устав? Според мене, според моите заклучоци од вашите коментари, е тоа што Бугарија не го признава македонскиот јазик, што не го признава малцинството. Стоп! Не го признава малцинството. Океј. Веднаш, значи, пази, прво имаме 6 милиарди одобрувања. После тоа идеме у Германија и ни викаат ништо за Европа, нели, Албанија ја тргаат сама, тоа е голем притисок. Идеме у Германија ни викаат бугари во устав. Ден после тоа, повторно закана до Бугарија, зошто пресудите за македонските малцинства од Европа не ги почитува. Ај замислите сега овој притисок да успее и компромисот да биде Бугарија да го признае македонскиот јазик, да признае македонско малцинство и да му дозволи да се самоорганизира. За мене, знаејќи какви се, поголемо извини не можеме во наредниве 100 милиарди години да очекуваме од нив. Но ова ќе биде многу добро за македонците во Бугарија. Просперитет за македонецот, идентитетски и културолошки. Дали тогаш би било поповолно ситуацијата да ние размислиме да ги внесеме бугарите? Ако не, коментирајте што би требало да се направи, бидејќи сега имаме статус кво ситуација. Не, ве молам, прерипајте ги. Тие приказни ќе идеме со Кина, со Бангладеш, со марсовците. Нема партија која може и смее тоа да го направи. Дури ни левица, која е радикална и која вика да излеземе од НАТО, не може да го направи. Сите партии се под контрола на големите центри, колку и да глумат. Но, колку повеќе една партија има поддршка од народот, толку повеќе има простор за маневрирање, за зачувување на идентитетските и историските и културолошките наследства. Затоа ВМРО ДПМН доби огромна поддршка и затоа не сме да направи ваков потек. Не дека бугарите ќе не асимилираат или некогаш ќе докажат дека сме бугари, ние македонците. Ама треба образот да се зачува. Не може остапките само ние да ги правиме. Мора да се направат и од нивна страна. Они мислат дека ќе поминат исто како и грците, на бланко хартија што е напишено, терај тоа, ај баш ти е гајле. Нека продолжи уште малце кризава со Украина, со Русија, економската криза во Европа, економската криза на Блискиот Исток и новите резултати кои ќе бидат на американските избори, ќе мјаучат истиве овие со расписки. Мислам, ја видовте ли министерката со Буцунски што го кажува? Појма нема за Македонија, бе. Она појма нема за Бугарија. Дадено е да ја напише, Алекси напишал таму. Класични со расписки, бројлери одгледани. Тие немаат дури, знаете колку е она позната во Македонија, во Германија? Колку тетка Мица, чистачката од влада, што е позната кај нас. Па дури е и попозната. Никој ништо. Ама она искаче и ти продава. Зошто не излезе некој повисок рангиран? Затоа што не ќе да си упропасти кариерата. Па пуштаат вакви деца, тоа се вика политичка педофилија, теткици кои гледаш Wonderbra да облече, да се стегне фризурата, ово, она, ваму, тау, поише мисли на изглед како ќе се слика за Инстаграм, одошто да заврши некаква реална работа и реална потреба за Европа, за македонскиот народ, за овој регион, слеп, глупача. И што ако она изврши притисок, еве замислите, еве Украина, и што ако и дозволат на Македонија да ги продолжи преговорите, без да влезат бугарите?
Што ќе се случи? Бугарија ќе излезе од Европската унија, ќе се сврти кон Русија. Никој не искача од Европска унија, дори има пари. Дали разбирате, нема распад. Викавте Тексас, ќе се распадне Америка. Какво распаѓање бе? Абе, интересно упрашање. Второ место е националниот идентитет или национализмот и така натаму. Југославија зошто се распадна? Снема пари бе, луѓе. Какви војника? Снема пари. Попили смо, поели смо, брада и пријатно. Затоа пак викам, Македонија јака, економски, ние со високи плати, со добар стандард, па јак си и ти, па мислиш малце, па мозокот ти работи, не му се тресеш на некој пришипљенко, не се тресеш на некоја фукара од некоја си партија, дали ти ќе работиш ваму или таму. Па отвориш свој бизнис, па ти тргне како што сегде во целиот свет. Кинезите успеа да ги натераат своите луѓе да инвестираат. Вакви продавници, овакви фабрики, онакви фабрики. Да, тешко е, тежок капитализам е, ама идат напред. Не можеме ние да седиме на две столици. Кај ќе го направиме тој компромис со бугарите? Затоа што ние да ги почнеме преговорите во Европска унија не влагаме. Приказки за мали деца, тоа е мое мислење. И тој процес ќе трае подолго него што трае на Турција. На Турција трае 50 години и уште нема крај. А Турција е подемократизирана, поекономски стабилна, воено моќна, исклучително значајна за НАТО. Милион пати позначајна од нас. Па еве, не може да мрдне во преговорите за... Зошто? Сорос бре, длабока држава, социјалисти се на власт. Што да ви кажам сега понатаму? Едноставно, имаат агенда за бришење на идентитети, создавање на Централно-Балканска република и така натаму и така натаму. Дали ќе им успее? Не, али имаат полуги со кои ќе ни го огадат животот. Сега за сега, оваа влада изворедно добро работи. Што ќе бидат следните потези? Нормално, ќе следиме и ќе анализираме. А вие коментирајте. Што по вас би требало Бугарија да направи за вие да се одоброволите? Како македонец, не како член на влада. Да речете, добро, до сега беа ѓубриња, ама со ова, окей. Според мене, дозволим ги сите права на македонското малцинство, инвестирај во инфраструктура што ќе ги поврзува двете земји. Да, кога ќе седнеш во автомобил, не му се мислиш дал да идеш до ваму или до таму, да ти е sejedno. Преминување преку граница, работа, бугарин тука, ние во Бугарија. Било како. Така народите да се приближат. И престанете бе со таа антимакедонска пропаганда. Вие све се вадите, ние е антибугарска. Нашата антибугарска е базирана на реални факти. Бевте со војска овде, бевте со фашисти. Убивте шо убивте, заклавте шо заклавте, не се извинивте. Што ќе направите сега за подобро? Доста со тој филм дека мене Белград ми го испрал мозокот. Може би пробале да ми го исперат мозок, ама вие мозок немате во собственото слепило на изгубениот само идентитет. Нема Бугарија и бугарската национална кауза да пропадне ако го признае постоењето на Македонија како независна држава, независен народ, независна култура. Измешана страшно многу и нашата и вашата. И наместо тоа да биде за да се приближиме, вие и натерате. Еден простаклачки, да ми простите на изразов, курч балкански.